Јапонија се смета за колевка на електронската забава, па самите јапонски производители на возила придонесоа за едно вакво опкружување. Toyota, на пример, ги истакна своите решенија за Олимписките игри во Токио, кои ќе се одржат идната година. Сите се еколошки, до мерка која ние тешко ја прифаќаме. Некои се и автономни, како шатлот E-Palette, а некои само наменети за заедничко користење, како што е концептот E-Trans. Други пак се премногу футуристички за да може да ги разбереме, до таа мерка што немаат ниту место за патници. Сепак заедничко за нив е што се базирани на некоја идна, интелигентна мобилност, која нема воопшто да зависи од фосилните горива. Во една таква конотација најблиска врска со сегашната реалност пружи тркачкиот e-Racer, кој е замислен да покаже дека возењето и во иднината ќе биде забавно. Радикално дизајниран, овој отворен автомобил нема ветробранско стакло, а доаѓа во пакет со дигитални очила без кои нема да може да се вози. За разлика од Toyota, Honda беше многу приземна и ја представи новата генерација на Jazz, кој таму се нарекува Fit. Овој модел посебно е значаен за купувачите на стариот континент, затоа што за прв пат во овој сегмент настапува исклучиво како хибрид. Техничките детали за него до крај не се објавени, но е јасно дека неговата погонска група ќе биде базирана на свежо лансираниот CR-V хибрид. Внимание привлече и целосно електричниот модел E, кој иницијално е наменет за Европа. Сличен пристап имаше и Mazda. Овој производител, кој во домашни мерки се смета за мал, се представи со електричниот кросовер MX-30. Нарекувајќи го автомобил со батерии, а не батерии на тркала, јапонците сакаат да кажат дека тој не е настанат по секоја цена да се следат трендовите, туку дека при неговото конструирање се мислело и на околината и на возачот. Електричната погонска група му овозможува автономија од околу 200 км, но за жал други детали не се познати. Mitsubishi беше за нијанса порадикален и не се воздржуваше да покаже дека иднината ја гледа поинаку. Палетата новитети му беа искомбинирани од фейслифтинзи на постоечките модели и нови и веќе познати концепти. Тие всушност треба да ја предводат гамата во годините што доаѓаат, зашто заеднички настапија со ново лице. Меѓу нив се издвојуваше Mi Tech со напреден плагин погон и футуристичко ветробранско стакло кое служи како голем екран за виртуелната реалност. И Lexus настапи со идеи кои ја отсликуваат блиската иднина. Концептот LF30 има електромотори во тркалата, автономни способности и едно чудо нови и интересни технологии. Например, возачот може да ја подесува силата што тие испорачуваат, но и затемнетоста на страничните стакла. Полнењето на батериите е бежично, а внатрешноста премногу футуристички за да се коментира. Затоа пак надворешниот дизајн дава увид како ќе изгледаат моделите на марката во наредната деценија. Плејадата новитети на Сузуки ја предводеше интересниот концепт Ваку SPO, чиј заден дел може да се менува. Така овој ретро-инспириран модел лесно се трансформира од мал седан во практичен караван. Ханаре концептот е мало автономно и пространно комби, а во Хастлер публиката виде некоја идна верзија на робусниот Джимни. Иако најмало од сите, Daihatsu настапи доста моќно. Сите 4 концепти што ги покажа предизвикаа голем интерес, но најмногу малиот теренец Ваку.
Личи на играчка, но за разлика од другите изгледа скоро подготвен за производство. Останатите концепти се далеку од тоа, посебно автономниот шатл Ико. Има врати кои широко се отвораат и минималистички уредена, но просторна внатрешност. Сличен пристап е применет и кај моноволуменецот Вај, додека Цуми е мало камионче со модуларен товарен простор во кој беше сместен дрон. Nissan се определи за друг правец и го представи електричниот кросовер Арија. Во споредба со многуте концепти на салонот во Токио изгледот му е секојдневен без премногу футуристички црти. Слично е и во внатрешноста која е луксузно уредена и исполнета со нови технологии. Има автономни можности исто како и градскиот концепт ИМК. Со втората изведба на прототипот Леворг, Subaru го најави новиот модел кој ќе се појави напролет идната година. Затоа и нема никакви дизајнерски акробации како однадвор, така и однатре. Тие можеа да се сретнат во веќе видениот визив Адреналин концепт, од кој можеби еден ден ќе се изроди симпатичен купе кросовер. Како и секогаш, свое место на салонот во Токио има и моторциклите и камионите. Во светот на двете тркала, големата јапонска четворка главно се задржа во сегашноста, представувајќи нови и обновени модели кои наскоро ќе се најдат на пазарот. Исклучок беше Ямаха, чии инженери не можеа да се воздржат и да не подготват нешто футуристичко. Слично беше и на штандовите на камионските производители, меѓу кои УД Тракс и Исузу настапија со своји визии за иднината, а останатите само со нови технологии.